да не прашате 6 дена чекам. Пристигнаа 90 македонски граѓани евакуирани од војните жаришта во Израел и Палестина. Велат, решиле да се вратат веднаш кога за прв пат ги слушнале бомбите и покотниците и порачуваат оти државата не направила ништо навреме, токму за оние кои што се нашле помеѓу завојуваните страни. Ово е нешто бидна многу лошо. Во кој дел на И Израел? ние беме во Аждот. Дали беше тоа дел од критичните подрачја? Па да, почнеше тамо да се пуца. 10 гранати пред некој ден беа фрлени. И лошо беше, многу лошо. Сепак ја бев во тој дел кај што не беше многу зафатен од страна на војни дејства, меѓутоа првенствено кога отидов таму баш во тоа место бев кај што најголемо жариште тој појас газа, па се префрлив на друго место. Меѓутоа мислам дека голем проблем е зашто ние едноставно тие луѓе што беа директно изложени под огин, зошто на време ово не се презема нешто. Сепак среќни сме што да е. Летот во организација на српската државна авиокомпанија Air Serbia со нив доведе уште десетици срби, црногорци и албанци. Порачаа дека се срекни што после 6 дена конечно се вратија на Балканот, бидејќи таму немало веќе услови за да останат. Благодарни се на заедничката соработка помеѓу државите. Пред се дешавале слични ствари, ние ово значи први пат се дешава, ali се сумешава Хезбола, ту су више терористички група и постало е опасно на улицу да се изаđe. Nije само raketni напад у питању су људи, арапске популација кои живе меѓу нама. Црногорските граѓани беа пречекани од нивната амбасадорка во Скопје, која пак порача дека скоро сите дипломати се соочуваат со логистички пекол за да ги извлечат своите. Jako je težko. I finansijski, i bezbjednosno rizici postoje. Rizici postoje i naši državljani trebaju da budu svjesni toga. Naše vlade rade sve što mogu. I naša diplomatsko-konzularna predstavništva i vaša, i crnogorska, i makedonska, i svih nas u ovim momentima. I svi daju sve od sebe. Покрај роднините, дел од извлечените беа пречекани од неколку автобуси со кои ќе бидат пренесени до државите и градовите од каде што доаѓаат. Во Газа засега остануваат заглавени двајца наши државјани, а од Министерството за надворешни работи се уште не знаат како ќе ги извлечат. Во меѓувреме во Израел се уште има десетици други македонци кои се уште не решиле да се вратат или да побараат помош од државата.